Рок ѕвездите секогаш сакаат да постигнат две работи. Сакаат да се забавуваат и да го променат светот. Доколку успеат тоа да го направат истовремено, тогаш сте во ред. Фактот е неприкосновен. Боно е повеќе од музичар. Тој му помага на светот да се бори во некои од најтешките битки на денешницата, како со сидата, така со сиромаштијата. Како активист и филантропист, тој се обидува да го спаси светот не само преку ширење на пораката за мир и љубов преку музиката, туку го користи статусот на славна личност за хуманитарни цели и дава великодушни донации во пари, време и напори. Фактот што може да ја употребите моќта на славата за оние кои немаат моќ е нешто корисно. Ми стана невкусен, дури и смешен статусот, но тоа е и валута што јас сакам паметно да ја потрошам. Боно направи и повеќе. Се здружи со Бил Гейтс и други мокни пријатели за промоција на повисока свест за тоа како светот може да се направи подобро место за сите. Помогна во организирањето и учествуваше на неколку хуманитарни концерти со порака ставање крај на сиромаштијата. Од крајот на 90-тите влезе во кампањата за борба против сидата, но на неговиот радар и борбата против туберкулозата и маларијата. Беше лице на годината на магазинот Time, еден од 100 највлијателни луѓе за 2004 и 2006 година. Доби номинации за Нобеловата награда за мир во 2003, 2004 и 2006, но веројатно не сме виделе се од него.